во Македонија. Женскиот ракомет веќе долго време ги полни трибините и ги собира гледачите пред ТВ екраните. Поготово женската репрезентација во ракомет. Токму поради тоа, денеска со нас гостинка е македонската репрезентативка и играчка на ракометниот клуб Металург Мириета Байрамовска. Мириета, добре дојде во Топ форма. Здраво, драго ми е што имам чест да присуствувам во вашата емисија Топ форма. Ние ти благодариме што пред твојот тренинг најде време да ги запознаеш нашите гледачи со твојата топ форма. Добро. Кажи ми за почеток, што за тебе представува да се биде во топ форма? Топ форма е тежок поим, константно да се одржи, посебно за нас спортистите. Постојано има падови, ради повреди, ради други работи кои што им се случуваат на теренот, меѓутоа јас лично за себе се обидувам да одржам константно некоја форма која што невозможно да се каже дека е топ форма, со начин на исхрана, со максимално сконцентрирани тренинзи, напорна работа и секако добар одмор. Целиот свој живот си со спортот. Па скоро 13 години сум на терените. Кажи ми, дали ракометот беше првата твоја љубов или можеби Имам желба, искрено имам желба околу четврто деление да пробам да тренирам кошарка, меѓутоа бев многу ниска спрема моите врсници и така. Ми згасна желбата и едноставно се откажав. После тоа во основно училиште, на крајот на основно училиште, почнав да тренирам ракомет и некако се заљубив во ракомет. Така, ракометот, како што кажав, еден од најпопуларните спортови во Македонија, дали можеби тоа беше пресудното да почнеш да се баш тој период, јас сум од Битола, еден од најракометните градови во нашата држава и немаше шанси да станам нешто друго освен ракометарка. Едноставно ме обзема желбата за ракомет. Можеш ли да ни кажеш нешто за твоите почетоци? Беше ли напорно? Секако беше многу напорно, меѓутоа желбата за ракомет беше пред се и мислам дека во тие моменти ништо не ми беше тешко. Си легнував со желбата за утрешниот тренинг, постојано планирав работите да можам да учам истовремено, нели пред родителите мора и оценките да бидат одлични. Беше многу напорно во секој случај. Кое беше твоето прво професионално појавување на паркет? Започнав во ракометниот клуб Пелистер, не би рекла дека професионално, аматерски нормално, меѓутоа за 2 години имав чест да бидам дел од составот на комета од Ѓорче Петров, кој што само што освои Лига на шампиони и навистина тоа чувство никој што го заборавам рамо до рамо со нашите најдобри ракометарски, бивши ракометарски. Така, еуфоријата претпоставувам беше голема. Секако, тие играчи тогаш ги гледав само на телевизија, имав шанса да се борам против нив, да тренирам со нив заедно и навистина тоа е нешто неопишливо. Така, а денеска да бидеш и ти една од миленичките на македонската публика во ракомет. Некако тоа не го чувствувам, искрено, можеби ради мојата скромност или не знам, меѓутоа со задоволство помагам на помладите мои колешки во екипата и навистина убаво е чувството кога гледаш дека некој гледа и долго тема. Да се навратиме на почетоците и на откажувањето од приватниот живот, од слободното време, посветувањето на ракометот. Што би ги посоветувала младите? Дали треба своето слободно време да го поминат спортувајќи? Секако дека треба да го поминат спортувајќи, посебно ради бурното време во кое живееме, пороците на ова време. Тука би ги, не знам, би ги советувала родителите што повеќе да ги поддржуваат своите деца во спортот, да ги насочуваат, бидејќи само така ќе станат здрави, прави личности и доколку не станат врвни спортисти, не треба децата да имат притисок дека мора да станат некој нешто. Спортот премногу ќе им помогне во другите области од животот, ќе бидат многу појаки, похрабри личности и многу полесно да ги совладуваат пречките на самиот живот. Сите тие особени карактеристики и ти како личност, верувам, ги придоби со ракометот и со спортувањето. Иако си многу скромна, твоите резултати се навистина големи. Во последно време ги полниш головите. И се надевам дека сега на престојните квалификации за светско првенство не очекува тежок противник, бараш противник Шпанија, кој што ја знаеме од пред 2 години исто ради нив не се пласиравме на претходното светско првенство. Немавме многу голема среќа и немавме многу голем избор на самата ждрепка. Во однос на европското првенство што го одигравме во Србија, се уште ги носам лошите спомени од репрезентација и некако ми требаше многу долг период таа негативна енергија да истрошам, да извадам од мене. И сега не очекува нов циклус, повторно се незгоден противник, навистина искрено не можам да размислам се уште за репрезентација.
Така, меѓутоа поразот дополнително само ти дава мотив на наследните надпревари, бидеш подобра. Меѓутоа, доколку нема никои промени во однос на женската ракометна репрезентација во ракометната федерација, навистина во моментот многу ми е тешко да размислувам за светските првенства. Можеш ли ти сега да ни кажеш како изгледа еден твој ден? Како започнува твојот ден и подготовките, тренинзите? Прво ќе кажем дека сум страшен радобудник и секој ден најкасно во 7 сум станата и имаме по 2 тренинга дневно. Првиот тренинг ми е и така рано во 8 часот наутро. 2 тренинга на ден, нема многу време за други обврски, морам многу да одмарам, напорни се тренинзите, со текот на годините се е понапорно. На кафе со пријателите, така. Учам во последно време, имам сесија, сега сум на магистарски студии, тоа премногу ми исполнува и многу ме радува. Така да чувствуваш да најдеш подеднакво време и за пријателите, и за студиите, и за ракометот? Секако, меѓутоа има многу жртви во спортот, многу ретко излегувам, скоро не излегувам, можам да кажам, особено за некои прилики. Нема време за многу други работи, доколку сакате да бидете сконцентрирани 100% на ракометот. Колку во сите овие подготовки во одржувањето на топ формата, во добрата кондиција, има влијание исхраната? Колку внимаваш на здравата исхрана? Последната година, значи скоро една година вливам на исхраната, се хранам по крвна група, здрав начин на исхрана и навистина се чувствувам многу поенергично, полесно него претходно и немам намера да го променам овој начин на исхрана. Навистина има многу значење, многу големо значење кај нас спортистите. Така, позитивното мислење како дел од современиот начин на живење. Во последно време секаде слушаме дека многу е битно и важно секогаш да се има позитивно размислување. Што имаш ти да ни кажеш за тоа? Дали си оптимиста по природа? Да, секако дека сум голем оптимиста. Самото тоа што сум спортист мора да се биде оптимист, бидејќи доколку после самите порази и све паѓаме во депресија и негативна енергија, навистина многу е тешко да се кренеме за наредните надпревари. Имаме првенства кај што се играат 3 надпревари во 3 дена и мора да сме оптимисти, големи оптимисти, мора секој нов ден носи нешто ново, никош не може да знаеш што ќе се случи. Ракометот е тимски спорт. Во вашиот клуб има доста професионалци во спортот. Може да ни кажеш како е атмосферата во Металург, како е да се биде дел од овој ракометен клуб? Навистина е прекрасно чувството да се биде дел од ракометниот клуб Металург, тука ќе ставаме машката екипа секако, имаат многу големи успеси, е Лига на шампиони. Навистина прекрасно чувството. Јас сум 4-та сезона веќе во овој клуб. Тука за прв пат се почувствував како прав спортист, за прв пат се почувствував својата вредност како спортист. Пред се сме ценети како личности, а после тоа како спортисти и тоа ми е особено драго. Ова е еден многу добро организиран колектив, каде секој се знае својата работа и навистина прекрасно работа. За Мириета Барамовска, дел од соиграчите на ракометниот клуб Металург. Какво е вашето мислење за Мириета? Па секако позитивно и најдобро. Што се каже за Мириета Барамовска, сем дека е она најдобар лев бек во Македонија, на Балканот меѓу првите 3. И благодете да се има еден таков играч во екипа, во Металург, конкретно во нашава екипа. Многу корисен играч како за Металург, така и за репрезентацијата и верувам дека секој тренер би ја посакал во својата екипа. Таа е навистина во топ форма, како и сите вие од Металург. Па токму така, она е носител на нашата игра и на играта во репрезентација. Да, секако дека ќе бидеме оскудни без незините голови, а незините голови знаеме сите што значат, а тоа кога она во форма, а е во форма, ние 90% победуваме. Тања, ти благодарам на убавите зборови за Мириета. Симона, какво е твоето мислење за Мириета Барамовска? Дали вие приватно исто се дружите или само на теренот ова? Се дружам и приватно и на терен, претежно повеќе на терен, меѓутоа и во приватниот живот одлично се дружиме. Добра другарка е, одличен спортист, благодете да се има во нашиот клуб и исто така во нашата репрезентација. Дали е таа секогаш во топ форма и секогаш добро расположена кога играте? Па 99% е секогаш во топ форма, напорно работи, тренира и се труди да го даде секогаш на секоја утакмица максимумот од себе. Исто така е несебичен играч кој што секогаш го споделува своето знаење со останатите ракометарки. Симона, ти благодарам на одвоеното време за топ форма.
пада. Кажи ми, Мириета, за твоите идни планови. Дали во животот можеш себе си да се видиш, а да не бидеш дел од ракомет? Во моментот размислувам дека можам, меѓутоа сметам дека кога ќе дојде крајот сигурно ќе ми е многу тешко. Се гледам себе си во нека друга област, не во спортот, меѓутоа никош не се. Што би ти посоветувала младите? На почетокот кажа дека родителите би требало да влијаат на своите деца, да ги посетуваат спортските игри, да бидат дел од спортот. Што би ти посоветувала ти? Зашто баш ракомет? Па не би ги посоветувала баш ракомет да започнат да тренираат, меѓутоа добро да тренираат било кој спорт. Подобро е времето да го трошат на сала, него да го трошат на било какви лоши работи, кои што ги има многу во денешницата. Сметам дека треба да тренираат, многу да вложуваат труд, да не се откажуваат, бидејќи пречки има во секоја област во животот. Со секој совладување на пречките ќе стануваат само многу подобри личности. Спортот е дел од твојот живот, ракометот, колку сакаш да гледаш други спортски надпревари? Кој спорт ти е омилен после ракометот? После ракометот многу сакам да гледам ски скокови, уметничко лизгање, ме влечат некако тие работи, меѓутоа гледам сите спортови што ги игра нашата репрезентација, тоа постојано пратам, а другите спортови. Така. Кажа дека во Металург се чувствуваш како прав спортиста, меѓутоа ете подори тебе имаш и меѓународно искуство. Која е разликата помеѓу спортот во Македонија, спортот во Шпанија и во Грција? Па некако во Шпанија и во Грција можам да кажам дека слично е. Кај нив се сваќа како забава и они едноставно се забавуваат на надпреварите, доколку кај нас може и да има плачење после такмица, и нервирање, па и расправи, доколку кај нив тоа не се сваќа. Така може да се изгуби 10 разлика и после тоа се сите расположени, се забавуваат и они така го сваќаат спортот. Може да е подобро така, кај нас некако притисокот е поголем. Така, ние не сме навикнати да го губиме. Оставува поразот не може така лесно да се припати. Кажи ми, Мириета, приватниот живот кажа дека доста трпи. Секако дека доста трпи, најмногу трпи семејството. Јас сум од Битола, многу ретко одам дома. Исто и тука, значи образование, тешко се двете работи паралелно да се тераат, меѓутоа мора да се најде време за се. Значи дека ретко идеш во Битола, ретко си дел од твојот роден град. Што во Скопје најмногу ти се допаѓа? 11 години сум во Скопје, тука се чувствувам како во свој град, искрено. Веќе Битола не ме влечи како порано. Ми се допаѓа највише ми се допаѓа тоа што навистина тука имам се што ми треба, можам да најдам, може да се иде секаде каде што сакаш, додека тие работи ми се ограничени во Битола. Можеме ли, Мириета, да ја сретнеме некаде на хеј, некаде каде што може да трчаш, се рекреираш во слободно време? Во слободно време најмногу идам во теретана, така се одржувам мојата топ форма. Идам последна програма за теретана и највише трошам време таму. Може да трчам на стадионот на Гази Бава, на фудбалскиот клуб Металург, многу ретко на хеј. Мириета, за крај на топ форма би се замолила доколку може да ни дадеш еден совет на гледачите. Како секогаш да останат во топ форма, ведри и добро расположени? Би им препорачала на гледачите, значи на оние што не се професионални спортисти, да се рекреираат, да спортуваат, здраво тело, здрав дух секако и би ги советувала колку можат повеќе да користат здрав начин на искрена, зашто навистина се чувствуваат многу подобро и полесно и поенергично. Мириета, ти благодарам уште еднаш што беше дел од топ форма. Ние ќе го проследиме вашиот тренинг и се надевам на големи резултати со репрезентацијата и секако со женскиот ракометот Металург. Ви благодарам. А вие, драги гледачи, останете секогаш добро расположени, ведри и во топ форма.